Вие ја гледате емисијата Интервју. Овој пат нашата емисија е посветена на денот, Меѓународниот ден на жената, 8 март. Гостин во моето студио, во Собраниското студио, е пратеничката од движењето Знам за наша Македонија, Даниела Белимова. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата на овој убав ден што ме поканивте да можеме да поразговараме за женските права. Белимова, веднаш на почетокот ќе ви го поставам прашањето, како вие гледате на овој Меѓународен ден на жената? Па видете, Меѓународниот ден во последно време се изгуби основното значење за Меѓународниот ден на жената, па тој се прославува како единствен ден во годината во која треба да и се одаде почит на жената. Никој веќе не зборува за правата на жените, за незината застапеност на функциите во општеството, па од тука и за незиното значење за севкупното живење и функционирање во државите ширум светот. Се сведе некако на прослави, тривиални, непотребни за мене прослави, во кои што жената е крунисана како сопруга, како мајка, како сестра. За мене, Меѓународниот ден, како моето мислење за Меѓународниот ден на жената е во корелација со мислењето на многу мои колешки и пријателки и тој треба да представува символ за родовата еднаквост во сите сегменти во општеството. Се сведе, секој ден треба да си повторуваме и повторуваме дека во модерниот свет треба постојано да повторуваме дека никој не треба да биде уназадуван, ниту пак привилегиран. Се сведе на некое како традиција во нашето општество, купување секоја година букет цвеќе на некоја драга личност, да и подариме и со тоа мислиме дека сме ја завршиле работата во однос на почита и љубовта кон неа. Да, Меѓународниот ден е посебен за мене, меѓутоа сметам дека годината има 365 дена и сите еднакво ни припаѓаат нам, без разлика дали сме мажи или жени. Да, Белимова, се наоѓаме во политичка институција, најполитичката институција нели во нашата држава, во која некако се чини дека правата на жените се најзастапени. Имаме тука еден доволен процент на жени со помош на изборниот законник и воведувањето на оние квоти. Сега стигнавме до 40-60. Како течеше тој од на политичка зрелост кај жените? Дали беше потребна голема борба за да се достигне до оваа квота? Па знаете што, од осамостојувањето на Република Македонија, па наваму се до денеска, е направено многу за жените. Мислам дека со изборниот законник во 2001 година за прв пат се изменија и квотите за жените за присуство на пратеничките листи. Да се подсетиме дека на почетокот од осамостојувањето во нашето собрание имаше само 5 жени. Вториот парламентарен состав беа 3, за потоа еднаш да се качи на 18. Повелете колку едно подсетување, да. Така, како што рековте, значи со избор во 2003 година на жените им се укажа приликата да се зголеми бројот на представници во парламентарниот состав, меѓутоа не запиравме тука, борбата продолжи, така да минатиот пратенички состав, бројот на жените беше 51, во овој сегашен пратенички состав е 47 и можам да кажам дека за прв пат во Република Македонија на чело на државата е жена председател, која што исто така имаме и за прв пат жена подпредседател во собранието на Република Македонија. Но сепак оној број еднаков се добива впечаток дека парламентот е како машки свет 40-60. Дали ќе стигнеме до 50-50? Какви ќе бидат вашите заложби во секако дека нашата борба продолжува, нема да застанеме тука, ќе се бориме за учество 50-50. Но сакам да кажам дека само нема да гледаме на бројноста, дека треба да гледаме и на квалитетот какви жени ќе бидат представници во парламентарниот состав, представници на листите за локална самоуправа и како жени градоначалнички.
еве сега зборуваме цело, зошто се потребни жените во поголем број на жени генерално во општественото живење, во политиката, во социјалниот живот и така натаму? Па јас ќе ви кажам, некои истражувања покажаа дека жените политичарки во одредени сложени ситуации се покажале поаналитични, потактични и мултифункционални. Вистина е дека жените историски, но и според генералните предиспозиции се предодредени во исто време да во одредени ситуации имаат способност да делуваат на повеќе активности, со тоа што значи таа нивна способност би можела да биде драгоцена во одредени ситуации и кога е тоа неопходно, практично и брзо да се действува. Фактички потребни се поголем број на жени затоа што подобро ги знаат сите оние предизвици што треба да се решат за жените. Ми се чини дека токму затоа е потребен поголемиот број на жени генерално во општественото живење во нашата држава. Така е, треба поголем број на жени во сите сфери на општественото живење, не само жени да имаме на листите за пратеници, треба да имаме жени за предстојните избори на листите за локална самоуправа и повеќе жени градоначалнички, односно мајки на општините. Кога спомнувам за мајки, треба да кажам дека мајката е синоним за искрена и посветеност. Искрена посветеност, да. Но сепак еве иако имаме жени градоначалнички во овој состав, тој број речи си минорен, мислам дека се една или две градоначалнички, потоа имаме многу мал број на министерки исто така. Што треба во овој правец да се постигне, да се направи, за да се напредува и тука? Па ние жените треба да бидеме едногласни прво внатре во своите политички партии. Политичките партии треба да делегираат што повеќе жени да учествуваат на сите раководни функции во општествените сфери. Ние треба, значи, тука да действуваме како жени, да направиме притисок сите сложно заедно, без разлика на која политичка партија припаѓаме. Сакам да ве прашам, значи, рековте во партиите, но некако и самата видливост на жените во партиите како да не е доволна? Па не е доволна, со оглед на тоа што можам да кажам дека на партијата на која што и припаѓам, Движење Знам за наша Македонија, има голем женски квалитетен потенцијал, но сметам дека тие не треба да бидат само на раководните функции, партиски функции, туку треба да бидат на повеќе раководни општествени функции во сите сфери на општеството. Од тука сметам дека ние како жени треба да се залагаме прво внатре, а после и да бидеме што повеќе застапени во сферата на живењето, во сите сфери на живењето. Така, вие сте на партија Движење, многу млада, што туку се појавивте на политичката сцена пред година-две и така натаму работевте. Како во вашата партија ќе се извојуваат овие женски права? Дали имате форум на жени? Ние сме релативно млада партија. Со оглед на тоа што сме млада партија, ние немаме форум на жени. Во најскоро време ќе го формираме форумот на жени. Ќе го формираме каде што ќе можеме нашата видливост како жени да биде се поголема. Впрочем, и жените историски докажано во историјата, сите жени лидерки на врвот дошле со собствена борба, ентузијазам, ангажман и посветеност, се разбира, и да има одредени квалитети. Билимова, кои се вашите заложби како партија, како пратеничка група, како жена за поголеми права на жените? Среќна сум што може да кажам дека припаѓам на една политичка партија која води многу сметка за правата на жените во општеството, во сите сфери на општеството, па од тука можам да кажам дека ние во политичката партија наша, Движење Знам за наша Македонија, сме еднакво важни и еднакво почитувани. Со оглед на тоа што
со оглед на тоа како политичка опција, како парламентарна група и како представник на женската популација ќе продолжам да се борам за правата на жените со тоа што би се унапредувале тие права. Само среќна и реализирана жена може да допринесе за подобар успех на државата. Билимова, ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам и вам. Драги гледачи, ова беше интервјуто со пратеничката од Движењето Знам за наша Македонија Даниела Белимова.